Мирослав Лабудовиќ е кандидат на Знам за градоначалник на општина Центар. Тој по првиот изборен круг е второ пласиран, но е оптимист за конечна победа, бидејќи верува дека центарци ја препознаваат неговата визија за поубава, помодерна и посредена општина. Лабудовиќ е магистар по електротехника со богато професионално искуство во менаџментот на инженерски проекти и производство. Неговиот мотив да се кандидира за прв човек на општина Центар е желбата повторно да го врати редот и да покаже како домакински се води општина. Тој вели: "Моја цел е безбедна, чиста и одржлива општина Центар." Очекувавте ли дека ќе победите во првиот круг или пак сте разочарани? Не може да постои разочарување на избори, особено кога јас како нов политичар, млад, влезам во политиката пред скоро година дена и со малку покасно почнување во влегување во кампањата и правење на кампања, освоив 5700 гласови, каде што сум јас презадоволен. Многу сум благодарен на гласачите на Центар, членовите на Знам и поддржувачите на ВМРО ДПМН кои ми ја дадоа оваа поддршка. Можам да кажам дека на овие избори во првиот круг во Центар јасно се изрази волјата на граѓаните за промена. Бидејќи актуелниот градоначалник ја брани својата позиција и тој го достигна својот максимум на луѓето кои што сметаат дека општината добро се води, а за мене, за Билјана Ивановска и за Марија Среброва, вкупно гласа 68% од излезените гласачи, каде што јасно се изразува волјата за промени во општината. Тука не може да постои разочарување, баш напротив, јас сум скроз релаксиран и очекувам победа во вториот круг. Опште впечаток дека одзивот на гласачите во првиот круг беше помал од вообичаено. Имате ли мотив повеќе за граѓаните да излезат во поголем број во вториот круг? Секогаш за локални избори одзивот е помал за разлика од парламентарните избори. Толку и се очекуваше, толку луѓе граѓани излегоа да гласаат. Да, секое излегување по медиумите, по социјалните мрежи, ќе ги повикувам граѓаните да излезат масовно и да изразат својата волја на 2 ноември, бидејќи само така може да се случат промени. Изборите се момент каде што граѓаните одлучуваат за иднината во случајов на својата општина, како сакаат да се движи. Обично за вториот круг сите велат сега ќе се договараат партии, па ќе си разменуваат гласови. Дали вие размислувате нешто во тој правец? Ова е Центар, граѓаните гласаат по сопствена волја и убедување. Тука не правиме разговор за коалиции. Тука зборуваме за концепти и за визии како Центар треба да изгледа. Јас со Билјана и со Марија можам да кажам дека ја делам истата визија за Центар и поради тоа очекувам поголем дел од нивните гласачи да ме поддржат мене во вториот круг, бидејќи имаме многу делови заеднички од програмата и на нашите дебати и на нашите изјави го зборувавме скоро истото како мислиме дека Центар треба да изгледа. Имате развојна програма, колку што се сеќавам кога разговаравме првиот пат. Сигурно чувате нешто како адут за вториот круг. Да, секако во една политичка кампања во првиот круг не може да се кажат сите адути. Не можам да кажам адути. Тоа се предлози према граѓаните што сакаме да ги понудиме, меѓутоа да тие ќе бидат реални. Да, точно секоја програма е жива материја и се надоградува. Имаме план да објавиме некои мерки што ќе бидат и за пензионерите, и за младите, и за ранливите категории. Меѓутоа тоа ќе го ставиме во наредниот период, бидејќи сите оние инфраструктурни проекти што ги најавувавме претходно се плюс минус истите. Тоа е развојот на општината и олеснувањето на животот на граѓаните. Меѓутоа подобрувањето, да стигнеме до подобар комфор, тоа се работи
веќе во вториот круг навлагаме малце подетално, да, ќе имаме. Факт е дека еден од основните, ако не и најголем проблем во општините кај нас, па и во цело Скопје, не хигиената. Премногу непријатни работи ни се случија последниве месеци. Имате ли конкретен план како и за во иднина ќе биде ова што сега го правите, да ја чистите сами општината? Општината има своја служба за чистење, таа е во рамките на ПОЦ, јавното предпријатие Паркинзи центар. И можеме да забележиме дека во низ маалата хигиената е исто на многу ниско ниво. Можам да кажам, покрај тоа што градоначалникот се фали дека има највеќе вработени луѓе што ја одржуваат хигиената, можам да кажам дека општина центар е валкана општина. Тоа што требало да се случува во изминатите години, не се случувало. Сега целиот тој пиар дека ние чистиме општината е малку закаснета реакција. Во однос на сметот, што гледаме сега околу контейнерите, тоа е непостапување на комунална хигиена, јавно предпријатие во рамките на градот. Затоа, целата влада, ние како министри, внатре, јас сум заменик министар за енергетика, гледаме максимално да помогнеме да се исчисти тој смет, да не се доведеме во ситуација да се шират сериозни заразни болести и се бараат општини кои што може да ни помогнат. Вчера, например, низ цело Скопје, помош добивме од општина Куманово со еден камион и со неколку лица што чистеа. Исчистивме сериозен дел од центар и некои контейнери кои што дозволуваат да бидат испразнети со таа механизација што дојде. Дополнително од Митко Јанчев од Кавадарци исто имаше пратено. Тие чистеа во Карпош, дополнително од Велес, од Сопиште, од Илинден, така што и утре продолжуваме со исто темпо, со поддршка од општините што нас ни треба во моментот во Скопје. Нормално е тоа. Ако некаде има проблем, нормално е општините со своите расположливи средства да помогат. Ако не дај Боже некаде гори пожар во некоја општина, сите општини со својата механизација помагаат. Дупот е секојаш важен за граѓаните. Некој се надева да добие нешто, друг дека нема да му се земе нешто. Имате ли конкретни мерки за тоа, да се продолжи барем вака, да се запре тоа градење во општина Центар? Во изминатите 8 години се донесени 12 дупови, од кои само 3 изминатите 4 години. Центар има 34 дупа. Градоначалникот актуелен вели дека се разгледуваат 6, меѓутоа може да се разгледуваат 10-15 години. Ајде да видиме што е донесено. Пардон, во Центар се уште важечки дупови од 2012 година кои беа донесени на многу непопуларен начин. И покрај тоа што се зборуваше дека не се во ред, по нив е продолжено да се гради. Тоа што ќе го направиме со брза реакција, да се повторно се влезат спорните дупови, тие што се со најжешки точки, така да ги кажам, повторно разгледување и носење на нови дупови во интерес на граѓаните, кај што јавниот простор, државното земјиште ќе остане исклучиво во интерес на граѓаните. Дали тоа ќе биде градиште, дали ќе биде парк, дали ќе биде нова градинка, збориме во функција на граѓаните, а не да уцртуваме нови згради. Баш напротив, да видиме колку што можеме помалку таму каде што има уцртано згради на државно земјиште, тие да ги тргнеме. Ако јавните предпријатија продолжат да не функционираат, како што последниве години сме сведоци дека не функционираат, дали сте размислувале да имате своји помали предпријатија кои што ќе бидат само за општина Центар? Останува по завршување на изборите, бидејќи сите јавни предпријатија се во надлежност на градот, заедно со новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски, да видиме кој каков придонес може да дајде во помош, во организација, рестартирање или како да кажам, на јавните предпријатија, каде што ќе одлучат тие дека ние како општини можеме да им помогнеме. Да направиме еден пресек, да видиме какви се состојбите внатре, да направиме еден пресек на општината и да видиме кој на кого, како може да го подржи.
Факт е дека децата се нашата најголема радост. До сега секојаш имаше субвенции за новороденчиња, за талентирани ученици и за спортисти. Дали планирате да го проширите малку тој круг, посебно за талентираните деца? Тоа што го планираме, се што е добро во општината, што било функционално низ годините наназад, бидејќи тоа не се измислени работи сега, него функционираат со години 10-15. Сите мерки што ќе ги овозможиме за учениците, за прводеленчињата, за талентираните ученици, за учениците што одат на меѓународни и регионални надпревари, тоа ќе биде покриено од општината, не паѓа на товар на родителите да плаќаат некои спонзори. Ние мора да ги мотивираме дечињата што повеќе може да се подобруваат. Во однос на пензионерите размислуваме и разгледуваме дополнителни мерки, особено за тие кои што се со најниски примања. Тоа ќе го објавиме како мерка во текот на наредната недела, мерки и помош за ранливи категории, каде што општината навеќе ќе биде потребна. Значи имаме една бројни мерки каде што општината ќе им помага и ќе ги поддржува сите тие категории. Зошто сметате дека граѓаните на општина Центар треба во вториот круг токму вас да ви го дадат својот глас? Во изминатиот период покажавме кампања и програма која е многу реална за исполнување. Не ветивме ниту брда, ниту долини, него ветивме мерки за подобрување на квалитетот на животот. Јас како индивидуа со цел мој професионален ангажман и тимот кој е околу мене, кој што заедно влеговме во овој процес, и луѓето кои ни пристапуваат со позитивна енергија и мислење, ни ги дополнуваат нашите предложени програмски цели, тоа ќе биде клучот во овие избори, граѓаните на 2 ноември да излезат и да не поддржат, бидејќи не ветуваме празни работи, не ветуваме повторпат работи, туку баш напротив. Тоа што сега го кажавме, јас давам збор дека ќе оправдаме довербата на граѓаните и за 4 години ќе живееме во општина која е брендирана, општина која е чиста, општина која е безбедна, општина со ред, без овие проблеми со кои што се соочуваат, општина која ја има мојата визија денеска, која имаат визијата на граѓаните во општина која што сакаат да живеат, а таа визија не е ова што денеска се случува.